ова не влие на сите други постапки за издавање на визи за Соединетите американски држави. Доколку сте стопанственик кој што сака да патува во Соединетите американски држави, слободно ќе можете да се аплицирате за виза. Доколку сте студент кој што или сака да студира во Соединетите американски држави или да оди на work and travel, ова не значи нема никаква пречка за вас. Доколку сакате туристички да патувате, светското првенство за фудбал ќе се одржува во Соединетите американски држави. Исто така ќе можете да патувате туристички и оваа одлука нема да има никакво влијание врз вас. Поврзано со прашањето за иселеничките визи, точно е дека настапува една пауза. Ние сме во комуникација и со амбасадата на Соединетите американски држави во Скопје. Нашата амбасада во Вашингтон комуницира со американскиот State Department. Сакам да истакнам дека согласно нашите информации од конзуларна природа, најмал број на апликации кои што ги има во нашата држава се апликации за овој тип на визи и генерално се работи за граѓани од една повозрасна категорија, така да комуницираме. И за прашањето за иселеничките визи, напоменам, за сите друг тип на визи нема никакво ограничување, за иселеничките визи ќе изнајдеме некое соодветно решение. Оставете малку на времето, оставете на нашата комуникација, на фактот што имаме одлична соработка со нашиот стратешки партнер и еве тоа што можам да го кажам е дека во следниот период, па можеби во следните 6 месеци, дополнително позитивно ќе се изненадите од тоа што може да се случи во развојот на визната политика на САД кон нашата држава, односно да почнеме да затвараме прашања кои што 20 години се обидувавме да ги затвориме. А визна политика на друга држава, вклучително и на нашата држава, не е наше прашање да ја критикуваме или да не ја критикуваме. Кога има предизвик, наша работа е да најдеме решение. И ќе повторам, ваква критика сум слушнал и претходно, ние сме проактивни, работиме низ наоѓање на решение и нашите граѓани не треба да се грижат